ден, драги ученици. Јас сум наставник Петрова Сузана. Работам во Основно општинско училиште Коле Неделковски. Денеска ќе предаваме македонски јазик. Па да започнеме. Тема денешна ќе биде вежби за читање со изучените букви. Цели да се оспособат учениците да ги препознаваат символите на гласовите и да ги поврзуваат во збор. Да се оспособуваат учениците правилно да ги изговараат гласовите во зборовите и речениците во текстот. Па да започнеме. Вежби за читање со изучените букви. Веќе, како што знаете и сами, сме изучиле 8 букви од нашето кирилично писмо. Па да ги повториме. Гласот А, гласот М, гласот И, Т, О, Н и С. Значи, денес ќе ги повторуваме изучените букви и нивните гласови. Да повторам уште еднаш. А, М, И, Т, О, Н, С. И уште еднаш. Значи, гласот А, тоест буквата А, го има гласот А. Буквата М, го има гласот М. Буквата И, гласот И. Буквата Т, гласот Т. Буквата С, гласот Н. Буквата О, гласот О. И сега ќе ги изговори гласно имињата на суштинствата на сликите. На сликата имаме куче. Зборот куче е составен од следните гласови: К, У, Ч, Е. Да повториме. Зборот куче е составен од следните гласови: К, У, Ч, Е. Заедно да прочитаме куче. На наредната слика имаме петел. Петелот има следните гласови: П, Е, Т, Е, Л. Повторувам. П, Е, Т, Е, Л. Овие два збора, куче и петел, се составени од гласови, а гласовите го создаваат зборот. Значи, К, У, Ч, Е го создаваат зборот куче, П, Е, Т, Е, Л го создаваат зборот петел. Ќе читаме зборови во кои избраниот глас ќе се наоѓа на почеток, на средина и на крајот од зборот. Избраниот глас е гласот А или буквата А. На првата сликичка имаме А, авион. Гласот се наоѓа на почетокот од зборот. На втората слика имаме ајкула. Гласот А се наоѓа на почеток и на крајот од зборот. Ајкула. На третата сликичка имаме Ана, име на девојче. Буквата А се наоѓа на почетокот и на крајот од зборот. Да ги повторим уште еднаш. Авион, ајкула, Ана. Сега одиме со буквата или гласот М. Првата сликичка имаме мравка. М, мравка. Гласот М се наоѓа на почетокот од зборот. Потоа имаме на наредната слика мајмун.
Гласот М се наоѓа на почетокот и во средината на зборот мајмун. И на крајот имаме риба, сом. Гласот М се наоѓа на крајот од зборот. Да повториме уште еднаш. М како мравка, М како мајмун и М како сом. Со буквите А и М може да се прочитаат следните зборови. Ма или мама, ама, ам. Значи зборот може да се прочита глас по глас или да пееме мама или на слогови ма. Додека ма се чита наеднаш и последното зборче ам, што е од два гласа, исто така се чита наеднаш. Да повториме уште еднаш, да ги прочитаме уште еднаш овие три зборови. Мама, ам и ама. Понатаму. И како игла. Да ја прочитаме сега првата реченица што може да се напише со помош на овие три веќе изучени букви, а тоа се мама, има, мими, точка. Веќе ја прочитавме првата реченица, која што во неа има три зборови. И веќе ја создаваме реченица. Да ја повториме уште еднаш. Мама, има, мими, точка. И втората реченица, исто така составена од три гласа, и веќе може да се пишуваат три зборови. Мими, има, мама. Да повториме. Првата реченица. Мама, има, мими, точка. И втората реченица. Мими, има, мама. Сега веќе може да читаме реченица. Реченицата е составена од зборови, а зборовите од гласови кои досега сме ги учеле, а денес ги повторуваме. Со буквата С може да прочитаме повеќе зборови во една реченица. Заклучок, за да читаме повеќе зборови во една реченица, треба да запознаеме и научиме повеќе букви. Т. Телефон. Ајде сега да прочитаме реченица со повеќе букви. А тоа е мама и мими имаат градина. Точка. Уште еднаш. Мама и мими имаат градина. Повторувам уште еднаш. Мама и мими имаат градина. Значи се чита зборот и се читаат сите гласови во зборот. По ред како доаѓаат. Повторувам уште еднаш. Мама и мими имаат градина. Точка. Одиме на втората реченица и таа исто така. Тими и мима имаат корпа со јаболка. Точка. Уште еднаш. Значи, едноставно, гласовите
треба да ги пееме. Ти ми и мима имаат корпа со јаболка. Точка. Повторувам уште еднаш, почнувам од првата реченица. Мама и мими имаат цветна градина. Точка. И втората. Ти ми и мима имаат корпа со јаболка. А сега може и да се чита на слогови, како на пример мама и мима имаат цветна градина. Повторувам. Мама и мими имаат цветна градина. Втората реченица. Ти ми и мима имаат корпа со јаболка. Буквата О, како око. Сега ќе прочитаме неколку веќе реченици со буквата О. Па да видиме тоа како ќе биде. Почнувам. Првата реченица. Мама, запирка, мамо, запирка, томо има автомобил. Точка. И тато има автомобил. Точка. Тато и томо имаат автомобили. Веќе од овие три реченици со нивното поврзано читање може да разбереме дека Томо и тато имаат автомобили. Можеме да разбереме нешто што сака писателот да ни каже. Повторувам пак со читањето. Мама, запирка, мамо, запирка, томо има автомобил. Точка. И тато има автомобил. Точка. Тато и томо имат автомобили. Понатаму, буквата Н. Нос. Со изучување на буквата Н, веќе може да читаме текст четиво, составени од повеќе реченици. Па да видиме како тоа изгледа. Томо и Нина имаат компјутер. Точка. Првата реченица. И Нино има лаптоп. Точка. Ана има мама. Точка. Мамина Ана. Точка. Татина Ана. Точка. Татин Томо. Точка. Мамин Томо. Точка. Нина мина на мостот. Точка. Мина и Тина на мостот. Тина, Ана и Томо мина на мостот. Да повториме уште еднаш.
малку да ги пееме буквите, може ли? Ајде. Томо и Нина имаат компјутер. Точка. Внимавате дека јас секој глас во зборот го читам со помош на пеење. Одам понатаму. И Нино има лаптоп. Точка. Ана има мама. Точка. Мамина. Ана. Точка. Татина. Ана. Точка. Татин. Томо. Мамин. Томо. Нина. Мина на мостот. Точка. Мина и Тина на мостот. Точка. Тина, Ана и Томо минаа на мостот. А сега да читаме со помош на слогови, да видиме како тоа се чита. Томо и Нина имаат компјутер. Точка. И Нино има лаптоп. Точка. Ана има мама. Точка. Мамина. Ана. Точка. Татина. Ана. Точка. Татитомо. Точка. Мамин. Томо. Точка. Нина мина на мостот. Точка. Мина и Тина на мостот. Точка. Тина, Ана и Томо минаа на мостот. Ученици, вие ќе си изберете кој начин ви е полесен и поправилно да ги читате гласовите, дали со пеење или на слогови. Важно е да се прочита пополека, не брзајте, глас по глас треба да биде прочитано. Јасно да можеме да го разбереме зборот во реченицата. Откако ја научивме буквата С, како Санка, може да читаме мал текст составен од 6 реченици. Да го прочитаме текстот и да разбереме што сака текстот да ни каже. Доколку правилно се прочитаат зборовите во реченицата, веќе ние сега ќе можеме да разбереме што сака писателот да ни каже со напишаните реченици. Па да почнеме. Симо и тато снимаат со камера. Точка. Симо снима и сам. Точка. Снима оси запирка мост запирка стан и сатот на кулата. Точка. Томо му носи столица и скала. Точка. Томо на носот
има оса. Нено, синот на Мито носи сом. Точка. Да повториме уште еднаш. Симо и тато снимаат со камера. Симо снима и сам снима оси, мост, стан, а и сатот на кулата. Точка. Домо носи стол и скала. Точка. Томо на носот има оса. Нено, синот на Мито, носи сом. Значи, внимавајте, ученици, ќе читате како најлесно ви е за читање. Било да ги пеете глас по глас, може на слогови, но всушност најважно е да се прочита секој глас во зборот. Се надевам дека ќе успеете да ги прочитате овие реченици и така да го вежбате вашето читање, понатаму да се го усовршувате вашето читање. Домашна работа да се читаат сите изучени зборови и реченици по неколку пати. Ученици, само да читате, читате, читате. Така ќе научите да читате и да ги разбирате текстовите и текстовите напишани од авторите, се разбира. А јас ви посакувам убава работа и убав ден.